Македонија пред 10 години беше меѓу лидерите во Европа во процесот на дигитализација, но владите на СДСМ и ДУИ на тој процес не му придаваа големо значење. Сегашната влада се обидува да ја врати државата на патот за дигитализација. Еден од тие обиди е и воведувањето на системот е-фактура, чиј старт УЈП го најави за по нова година. Ефектите треба да бидат големи. Пред се ќе се намали ризикот од злоупотреби и фиктивни фактури и ќе се зајакне даночната контрола. Воедно ќе се намали трошокот на компаниите за печатење и достава на фактурите, но и ќе се зголеми ефикасноста за наплата на побарувањата. Инаку се најави и воведување на единствен електронски број на граѓанинот, нешто што Македонија одамна требаше да го имплементира. Секој граѓанин ќе си добие и своја официјална електронска адреса, преку која во иднина ќе може да испраќа и добива документи. Сето ова е надежен рестарт кон дигитализацијата на земјата. Оти нашите соседи почнаа со користење на дигитални возачки дозволи и лични карти. Пратениците го изгласаа буџетот за 2026 година, тежок 6,7 милиарди евра. Тоа досега е најголемата годишна свота на буџетски пари во Македонија. Од владеачкото мнозинство тврдат дека станува збор за развоен буџет кој сигурно ќе донесел силен инвестициски циклус и подобрување на животниот стандард во земјава. Сите во Македонија посакуваат овој пат развојот на вистина да пристигне, оти при досегашните изгласувања на државниот буџет беше ветувано дека се развојни, но развојот го немаше. Например, во 2024 година беше ветувано од Димитар Ковачевски дека буџетот тежок 5,5 милиарди евра ќе донесе забрзан раст и поголеми инвестиции. И што капитално се изгради во Македонија таа година. Затоа јавноста сега очекува, односно бара од овој уште побогат буџет видливи резултати. И секако граѓаните инсистираат на порационално трошење на народните пари. Опозицијскиот СДСМ на разни начини се обидува да ја наметне темата доселување мигранти во Македонија. Откако целото раководство даде оставка, единствениот преостанат Венко Филипче најавува дури и протести. Од друга страна, владата дава цврсти уверувања дека не се разговарало ниту ќе се разговара за тоа Македонија да прими мигранти кои Велика Британија ги смета за неподобни. Синоќа од Брисел такво уверување даде и министерот Панче Тошковски, објаснувајќи дека ниту размислува Македонија да стане центар за мигранти или локација за отворање мигрантски кампови. Предходно во јавноста излезе и претседателката Гордана Селјановска-Давкова, која истакна дека според информациите што ги има и од британскиот амбасадор, пласираните тези за мигрантите се неточни. Вчера премиерот дури ја заложи својата политичка кариера ако Филипче докаже дека има мигрантски проблем во Македонија. Оставам простор Венко Филипче да бара низ Македонија и да најде мигрант кој што е дел од овој договор со Велика Британија или било каков договор. Ако најде еден, јас трајно ја напуштам политиката, рече Мицкоски. Останува да се види дали Филипче тргнал да ги бара мигрантите или по овие цврсти уверувања ќе продолжи да ја наметнува темата мигранти. Пробиен 14-тиот тунел на железничката делница Белјаковце Крива Паланка кој е во изградба. Ова го обздани директорот на Македонски железници инфраструктура Синиша Ивановски на својот Facebook профил. Добро е кога на крајот од тунелот ќе се појави светло. Рано изутринава го пробивме предпоследниот од вкупно 15 тунели на железничката делница од Белјаковце до Крива Паланка. Ова е вториот дел од градбата на пругата кон Бугарија. Градбата на оваа траса изобилува со предизвици, а еден од поголемите се пробивањето и градбата на тунелите. Прогресот на градбата на целиот проект не е на посакуваното ниво, но би го пофалил изведувачот за нивниот успех во градбата на тунелите, вели Ивановски. Тој изразува верување дека и во другите сегменти од градбата за многу скоро од денес ќе почнат да бележат успех. Со воведните зборови на одбраната на вработените во Министерството за економија, денеска продолжи судењето за Кочанската трагедија. Адвокатите на обвинетите го нападнаа обвинението како неодржливо, затоа што, како што кажаа, не е логично документ издаден во 2013 година да предизвика пожар во 2025 година.
или пак како што кажа друг бранител, не е соодветно како одговорни за пропустите да се посочуваат службеници кои утврдувале само комплетност на документацијата, а немале обврска да излегуваат на терен. Инаку вчера и одбраната на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши ги отврли наводите на обвинителството, посочувајќи дека тој како министер не постапил спротивно на законските надлежности. За подсетување, на обвинителна клупа се 35 физички и 3 правни лица. Вечерва на полноќ истекува рокот за поднесување листи на кандидати за повторните локални избори за градоначалници во 4 општини во кои не се избраа градоначалници на редовните избори поради недоволна излезност на гласачите. Изборите за градоначалници на 11 јануари следната година ќе се повторат во општините Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и општина Маврово Ростуша. До денеска кандидатури за градоначалник на Гостивар ја објавија Невзат Бејта од Вреди и Ваљбон Лимани од коалицијата Националната алијанса за интеграција предводена од ДУИ. За Центар Жупа засега има само еден кандидат, Аријан Ибраим од Демократската партија на турците. И денеска, како и во изминатите денови, внимателно планирајте го евентуалното патување кон Грција. Грчките земјоделци кои нивните трактори ги имаат паркирано на неколку гранични премини, меѓу кои и Евзони Богородица и Ники Меджитлија кон нашата земја, и денеска ќе ги затворат границите за сообраќај на неколку часа. Блокадата на Евзони ќе трае до 21 часот со мал прекин помеѓу 15 и 17 часот. Политичката криза во Бугарија не стивнува. Илјадници граѓани и синоќа ги исполнија плоштадите во Софија на масовен протест под слоганот «Оставка». Пеевски и Борисов надвор од власта. Демонстрантите незадоволни од предлог буџетот за 2026 година и од состојбата во земјата, бараат оставка од владата и распишување нови избори. На фасадата на парламентот демонстрантите испишуваа пораки со зелени и црвени ласери, мафијата надвор, кој го нарача ова безобразие, и за фер избори. И покрај забраната за протести донесена од Врховниот суд, грчките земјоделци продолжуваат со штрајкот и блокирањето на патишта, гранични премини и други клучни објекти. Тие бараат исплата на задоцнетите субвенции, а власта го призна каснењето и објави дека исплати ќе бидат извршени до крајот на годината. Во меѓувреме останаа блокадите на клучните точки на главните автопати, како и на граничните премини со Бугарија и Македонија. За сабота напладне во Никеја е закажан национален состанок на представниците на блокадите за да се одлучат за следните чекори. Главниот уредник на Хабертурк ТВ, еден од главните турски телевизиски канали, и уредничката за меѓународни вести биле приведени како дел од истрагата за дрога насочена кон личности од медиумската и забавната индустрија, објавија турските медиуми. Канцеларијата на главниот јавен обвинител во Истанбул соопшти дека се издадени налози за апсење на 8 лица под сомнение за купување, поседување или употреба на дроги или стимуланси за лична употреба и обезбедување простор или можност за други да ги користат. Најновиот случај е дел од пошироката истрага во Истанбул, во која неодамна беа приведени неколку ТВ водители под сомнение за употреба на дрога. Тие подоцна беа ослободени. Русија и Украина продолжуваат меѓусобно да се напаѓаат со дронови. Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, изјави дека во текот на ноќта биле пресретнати и соборени 32 украински дронови, насочени кон главниот град. Поради украинските напади, откажани се 24 летови од московските аеродроми. И во други делови од Русија било издадено предупредување од напади со дронови, а 40 беспилотни летела биле соборени над регионот Калуга, во близина на Белорусија и Украина. Американската влада иницираше нова ексклузивна имиграцијска програма позната како Златна карта на Трамп, која нуди директен пат до државјанство за сите квалификувани и проверени лица. По проверка од Министерството за домашна безбедност и уплата од $1.000.000 добивате право на престој во САД за рекордно кратко време преку ново предложената програма.
Американската администрација најави уште поексклузивна програма – Трамп Platinum Card, наменета за најбогатите странци кои сакаат да престојуваат во САД без да имаат даночни обврски на странски приход. Трамп во февруари изјави дека дури и некои руски олигарси од кои многумина се под американски санкции би можеле да ги исполнуваат условите на програмата. Американски војници запленија огромен венецуелски танкер полн со нафта крај брегот на Венецуела. За ова лично се пофали претседателот Доналд Трамп, изјавувајќи дека станува збор за најголемиот досега запленет танкер. Танкерот наводно бил вклучен во нелегална мрежа за транспорт на нафта која поддржува странски терористички организации. Американските медиуми објавија дека танкерот бил на пат кон Куба. Власта во Венецуела го нарече ова чин на меѓународно пиратство, повторувајќи дека САД сакаат на сила да ги контролираат огромните резерви на нафта во нивната земја.